Жестока дебата на денешната седница на Советот на општина Битола поттикна точката за програмата за развојни планови во општината за периодот од 2016 до 2018 година. За неколку проекти кои се предвидени, опозицијските советници велат дека се илузија и останаа нереализирани. Најпрво тие се осврнаа на кружниот тек на излезот кон Прилеп. 3 години поред. Ова активност ја вртиме, ја вергламе, наново и наново. Знаете колку е направено од се тоа? 0. 1 денар не е инвестиран во овај објект. Единствен денар. Класична илузија. Советничката Олга Лозановска подсети на бројните реализирани проекти во рамките на инфраструктурата. Слушнав од колегата Златко за некои илузии, па сакав само да го подсетам дека изградбата на кружните текови во Битола илузија се, колега Ќурчиевски, влезовите во Битола илузија се, Старскиот дом дали е илузија, пругата кон Грција, киното Манаки, Црн мост дали е илузија, Жабени дали е илузија, реновирани училишта, градинки и така натаму. Советниците од опозицијата подсетија и на проектот за реконструкција на стадионот во Битола, за кој се ветени средства од буџетот на општината. Планираните средства за реализација на проектот реконструкција на стадионот Потунг Бекафе се зголемуваат за 9 милиони евра, заради тоа што со изготвување на проектот, како и предмет пресметките за реализација на истиот, се констатира дека реконструкцијата на стадионот под Тумбекафе ќе чини 12 милиони евра, или за компарација тоа е една половина од буџетот на Битола. Планираната програма и развојните планови во општина Битола до 2018 година се изводливи, велат советниците од ВМРО ДПМН. Заради тоа што ако можевме да направиме нов град во поранешната АРМ, ако можевме да видиме пионери во индустријската зона во Република Македонија, можеме да реализираме и 2 кружни текови, можеме да направиме еден стадион, можеме да направиме една спортска сала, можеме да ги направиме и влезовите во градот. Но уште еднаш, индустријска зона не може да се направи, тоа е голема работа. Прво треба идеја, знаење, умење, организирана партија, за да може да се направи таков проект. На крај, советниците од ВМРО ДПМН подсетија дека проектот кој се реализира во поранешната касарна во Битола е еден од поголемите, а таму свој дом ќе имаат околу 5000 жители.